Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван колега Антонио Милошевски, никој овдека нема намера да ја спори компетенцијата на Венецијанската комисија. Колега, сега не зборуваме ние за Законот за јазиците, патем речено кој што претходно е донесен уште од 2008 година, зборуваме за дополнет предлог на Закон за инспекторат за употреба на јазиците во второ читање. Факт е дека Закон за јазици постои. Од 2008 надоградуван 2011, па сега новата верзија измена која што ја донесовме ние. Меѓутоа, дали вие сте се запрашале дали на граѓаните, сега обратно, кои што живеат и се малцинство во Струга, во Тетово, во вашето Кичево, дали им е нужно потребно некои одредби кои што се дефинираат и во овој Закон за инспекторат за употреба на јазиците? Обратно поставете си го прашањето. Верувам дека ќе си најдете добар одговор. И бидејќи во целото ваше објаснување зборувавте се, а не конкретно за точката која што е на дневен ред, има впечаток дека со овие јавени бројни дискусии, со повторно нагласување и афирмирање на националното и побудување на националното чувство дека некој нешто предал, некој нешто му дал, всушност како да влегувате во едно сценарио кое што наликува на сценариото од пред 27 април 2017 година. Да, господе Златен, точно граѓаните знаат кога вие сами си реплициравте, си говорете си и не обвинувавте овдека за некакви си платформи. Основните човекови права, почитувани, се да ние се почитуваме меѓу себе и да не ги правиме истите грешки кои што сме ги правеле во минатото. И бидејќи вие, имам чувство дека оваа риторика ја имате активирано се со една цел да до 12 април 2020 година повторно го наметните на чувство на страв кај граѓаните, јас имам едно конкретно прашање. Ако вие не дај Боже, на 12 април 2020 победите, на која држава ќе и биде премиер вашиот премиер? На Република Северна Македонија или на Република Македонија? Дали ВМРО ќе ги стопира евроатлантските просперитети што ги имаме сега ние отворено на Република Северна Македонија, дали ќе го поништи Преспанскиот договор и ќе се враќа ретроградно назад? Значи, навистина ме интересира и извинете што последно што ќе прашам е тоа, дали сме е во ред да се враќаме 3 години назад по реториката која што навистина не води напред, не води. Антонио Милошевски контра